Слушај, Идрис, значи вака сега, ти ко странец, не кажи многу гачки. Тука за кубење коса жена, 4 години затвор. Така. Па ако се викаш Радмила поготово. А за прање многу малку кавама, 15 години затвор. Баба, а за право терориста? Кој бе терорист, бе? Ти! Не бе, ти! Шо бе ја, бе? Не, сакаме да кажеме my name is Ристо. Ристо букаме дозора хилја сама бил лади бил тобол румара терориста. Полека, бе! Полека, цело име во... Цело Дубај го кажа во својот име. Уште Филипче и веко ди фала. Фала биде таман. Да скратено како ми те ни кажа. Ема, Ристо терористо. Па што, исто, па исто. Треба како некој папагал, море. Слушај, шо правиш ти тоа да кажем во нашава држава? Шо ми правиш ти баш ми интереси? Ние... Имаш ти кратени документи или ти ми се шверцаш како Аца Лукас? Тоа е Лукас, баба, да не е тој некој командант били. Операцијата епски гнев на Доналд Трамп удри највише врз нашиве инфлуенсерки што се во Дубај. Немам што друго да кажам, сите сочувствуваме со нив, останаа без работа, со празни усти, мислам, се враќаат и со празни раце и со празни усти. Се надевам дека државата ќе им излезе во пресред, по еден компјутер за секоја оваква што ни доаѓа од Дубај, па да почнат да инфлуенсираат веднаш на TikTok, на Facebook, на Instagram. Значи веднаш мора да им се промени оваа спецификација на работно место, од она што го работеа во Дубај, во работно место инфлуенсер, може и лайф коуч, нели, и да делат бесплатно совети за добар, автентичен, водење на автентичен, добар живот, здрав живот пред се, живот исполнет со гимнастика, со избегнување јадење на мрсна храна, месо ждерење, цело прасе да изедеш, не, значи еден здрав живот, и мислам дека тука ќе се најдат во новата професија многу лесно. Се што е тука, малце им стана веројатно во Дубај непријатна ситуацијата, почна да трпи бизнисот, а кој се надеваше дека епскиот гнев на Трамп најмногу ќе удри по нашите курвици во Дубај или Бахрейн, Обединети Арапски Емирати, во нивниот главен град Абу Даби, мислам. Навистина се тешки слики што ги гледаме, и треба нашите инфлуенсерки да знаат, да бидат свесни дека нивниот народ, тоест ние, граѓаните во нивната татковина примерна, дека сите до еден сочувствуваме со нив и дека едва и чекаме да се вратат назад живи и здрави и нормално да си ги продолжат животите на едно малце по високо духовно ниво, во смисла на духовни водачи, гуруа, сакате инфлуенсери, како сакате нарече ги, лайф коучи, значи тренери за водење на добар живот и така натаму. Гледате она што го видовме сега после нападиве на Иран врз неговите околни непријатели, каде што има стационирано в американски воени бази, гледајќи го ова што се случува, кога буквално паѓаат како кула од карти еден по еден хотели во Дубај, во Абу Даби, сваќаме дека исто така се што сјае не е злато и највеќе од се сваќаме дека животот е колце, дека
Може денес да бидеш горе, а утре да бидеш доле и обратно од доле да идеш горе. Мислам за тоа најдобро да ви кажат нашиве овие инфлуенсерки кои ќе ни се вратат во татковината, тие најдобро знаат тие горе, доле, доле, горе, тие флуктуации, физички, духовни, и они најдобро ќе знаат да ни ги објаснат. Што да се каже друго? Исто така овој докторов што ми ја даде да го прочитам овој неговиот оглас. Иначе така има и анекс на првиот овој од Струмица што ја вика минувам, вика станот во Скопје, од Дубај можам да го сменам и за 3 тезги во Горни Милановац. Тоа заборев да ви го прочитам, во анексот е тука, еве на другата страна ја свртев. Значи станот во Дубај може и замена за 3 тезги на пазарот во Горни Милановац. Да знаете дека и тоа е понуда, јебега цената паја, кој веруеше дека овој епскиот гнев на Трамп ќе удри и на нашите овие видни бизнисмени, етаблирани бизнисмени. Но што е тука овој другиот докторов што му го огласи исто станот во Дубај, не знам, изгледа веројатно под стрес е човекот, дека сепак ти да во Дубај да треба да продаеш стан за некој помал во Скопје, не е баш тоа како пријатна ситуација за секого. Па почна излегува во јавност, вели кај ќе се враќам сега јас, тука во Скопје ќе треба неколку стана да имам, ниеден во Дубај, па каде во Скопје, каде во Македонија. Па со оваа влада што сега влада е на ВМРО, била како режимот, вика, во Иран. Замислете, докторов психички колку е ЛБД, не знам како е друг збор македонски за ЛБД, психолабилен. Значи, ВМРО го спореди, владењето на ВМРО го спореди со режимот во Иран. И фактички, како да им вика на американците, елате малци нас по некоја ракета, епски гнев, шо Иран, шо кај нас, некоја ракета, само кажете, иди десно, уште едно 2000 километара, буп, у Скопје. Неверојатно е. Неверојатно нашава власт ја спореди со иранската власт. Без разлика што дискутабилно е самото тоа да кажеш за иранската власт дека е режим. Пошто народот си избра да има таква власт, уште кога дојде Хомеини на власт. Иран, под власта на Хомеини, направи многу позитивни работи за своите граѓани, за ова, за она, стана нуклеарна сила и сега да не ви редам други ствари. Ова. Без разлика. Не можеш за власта во Иран да кажеш дека е фашистичка или недемократска, или нормално дека не демократска, мислам, демократија сум рекол, тоа е највеќе срање што човечкиот ум го има измислено. Но дека е ваква, дека е режим, дека е ова, дека е она. Значи, тие финтици, тие штосови, поднаучени, тие лижење муда на западните сили, докторе, да ти кажам, не само што не ти проаѓаат, него излегуваш многу смешен со нив, и пак си правиш собствениот народ или сите оние што те слушаат да те замразат уште повеќе, да не те сакаат. Па нема кој нема, па никој нема тогаш да ти даде стан за замена за стан у Дубај. Кој е будала да ти даде? Поготоа што сега што непредвидливи се ракетиве, не се знае која кај ќе падне. Мислам, ја радо би се сменил со овој станов што ја живеам со твојот у Дубај. Еве, одма би се сменил. Ама си викам, пичка му матерна. Ке долета некоја ракета од нигде, ке сгреши едноставно, ке мавне баш у мојот стан. И тоа заборев, пише во огласот да ви кажам, станот на овој од Струмица што го продава, дечкова, нема тераса. Мислам, имало тераса, али сега нема тераса.
битно еркерите останале. Така да вие и да го земете станот, можете сами да се удоградба тераса да си направите. Мислам, тоа го пише у маркицата у Дубај, што е таа маркица, што е. Убаво стои, вика тераса, се у моментов нема тераса, нели као последица на, појма немам, веројатно тука мавнала некоја ракета у блина, па тоа нема тераса. Ама добре, сега се живе и без тераса, па ја немам тука тераса, па живам, шо ми фали? Морало тераса ни. Ама еркерите се тука, значи може сепак да се да се надогради така да ништо не губите. Сега малце внатре, малце поради ситуацијата во двата стана, малце се така не се наоѓаат у пристојна состојба, но сега ќе договори, па затоа ни ги даваат по поволна цена, многу поволна цена. Значи ќе си викнете мајстори, тоа ќе сменат све што нема се у моментов, тоа инсталации, бродски пот, не знам што, клими, тоа што нема внатре, прозори, стакла на прозорите, ќе си го оваквото сега, затоа имате поволно, затоа е сега нивните станови малте не ги продаваат 100 евра квадрат. Затоа што смета дека треба вие да, пошто се бајги нели амортизирани, и треба сега малце вие да влезете да ги реновирате, нели? Од корен. Тоа е тоа, ама сепак стан во Дубај е стан во Дубај. Да му беше матер. Ете, тоа би било горе-доле. Уште еднаш да изразам големо жалење што нашиве кажи ги инфлуенсерки мора да се вратат. Имало тамо доста барања до нашата амбасада, не знам, тамо што им е најблиско и т.н. Подитно да се, па јеби га, вуна е, мислам, а не можеш, таа нивна работа, што работат у Дубај, бара духовен мир, бара уредена соба, чисти чаршаф и кревет, не знам, топла вода, сапун, шампон, бара и психички мир, особено и за нив како изведувачки на работи и нивните клиенти, овие на кои што им ги изведуваат работите. Значи треба мир. Не можеш ти нивната работа на овие нашиве инфлуенсерки да ја работиш, а да се плашиш дека у гъски ти влета некој ирански шахид, тоа дрон некој, у гъс да ти улета. Значи не можеш така. Значи ти мора малце да си некако општи, некои основни услови за безбедност, да оваква. Значи, а и тој и тие клиентите исто. Не може. И него може некој појманем, некој дрон, да му го разнесе гъзот, доека работи со инфлуенсерка во со што се нашиве таму што работат. Додека прима услуги од неа и он да го прими, мислам, дрон или што и да е, гъсли, појманем каде. И така, значи, генерално, но ебе му матер, ја ова малце сакав да направам и некоја политичка анализа, па горе-доле низ овие огласи, преку овие огласи што ги прочитав и нешто повеќе ви кажав за ситуацијата каква е. Значи не е добра, не е добра за нашите етаблирани бизнесмени и не е добра за нашите инфлуенсерки. Така да се гледаме. И со повеќе информации за состојбата во Дубај и околината ке во моето следно обраќање.